Денес православната црква го празнува споменот на светиот маченик Созонт, светите апостоли Евод и Онисифор, свети Јован, архиепископ Новгородски. Свети маченик Созонт. Родом од Ликаонија, свети Созонт бил пастир на овци и се држал во се до законот Божи. Ги поучувал другарите и врсниците своји во благочестивата вера. Според некое видение, тој дознал дека е добро за него маченички да пострада за Христа. Во тоа време имало големо гонење на христијаните во блискиот град Помпепол од страна на некој Максимилијан Игемон Киликиски. А во градот имало некој златен идол, на кој незнабожците му се поклонувале. Созонт ги оставил своите овци, отишол во градот, влегол во незнабожечкиот храм, ја откршил раката од идолот, ја раздробил и ја раздал на сиромасите. Настанала голема паника во градот поради тоа и незнабожците почнале да го бараат виновникот. Некој друг да не пострада поради неговото дело, Созонт се упатил кај Гемонот и се објавил себе си како христијанин и сторител на тоа дело. Мачителите прво го тепале, а потоа го обесиле надарво и го стружеле со железни четки. Кога бил веќе на издивнување, го ставиле на оган, каде што Созонт ја предал својата света душа на Бога. Пострадал околу 304 година. Неговите мошти чудодејствувале и над нив бил подигнат храм во име на свети Созонт. Свети апостоли Евод и Онисифор. Овие двајца биле од 70 мината. Евода со голема пофалба го споменува свети Игнатиј Богоносец во своето послание до антиохијаните. Евод бил ученик на апостол Петар и бил негов наследник во позивот епископ антиохиски. Петар, апостол и наставник негов, го поставил за епископ антиохиски. Евод напишал дело за Света Богородица, во кое изложил како Света Дева Марија била воведена во храмот и мајки 3 години од раѓањето, како во храмот останала 11 години, како наполнувајќи 15 години му била предадена на свети Јосиф на чување и како го родила Господа во 15-та година. Напишал и друго едно дело под наслов Светило. Овие две дела се уништени во времето на гонењето на христијаните. Убиен е за Христа во времето на престојувањето на царот Веспавијан во Антиохија. Светиот Онисифора го споменува апостол Павле во второто послание до Тимотеј, како свој искрен пријател и помошник. Пострадал за Христа во Колофон, каде што и бил епископ. Се вели дека бил врзан за диви коњи и бил растргнат. И така овие верни Христови војници чесно послужиле на земјата и се преселиле во радоста на својот Господ. Свети Јован, архиепископ Новгородски. Прво бил свештеник, а потоа од 1163 година бил епископ во Новгород. Изградил 7 цркви за времето на својот живот.
Imao videnje na Sveta Bogorodica i neobična sila nad demonite, koje gi prinudoval duri i da mu služat. Čudesno go sočuval Novgorod od napadot na 72 kneza. Stradal od javolski iskušenija, no so silata na krstot i molitvata site gi sovladal. Vo starosta se povlekol v manastir, primil schima i mirno se upokojil vo Gospoda na 7. septembri 1185. godina.